Почитувани, вчера на седницата на Советот на општина Охрид имавме борба. Борба за правдата, борба за вистината, за законитоста и пред се борба за Охрид. Нашите аргументи во таа борба беа принципиелни и беа пред се врзани за мислењето на стручните институции кои јавно и јасно укажаа дека деталните урбанистички планови за опфатите Табана и Ривиера во центарот на Охрид немаат одобрување да бидат точки на седница на Совет. Тука застанавме на страна на процедурите и законитоста и такви став го браневме до крај. Исто така, принципиелно и со аргументи го браневме правото Охрид да биде урбанистички заштитен од нападот на висококатници во неговиот најчувствителен дел, во неговото срце. Не можеме и никогаш нема да поддржиме изградба на градби кои го нарушуваат изгледот и вредностите на Охрид. Тука застанавме на страна на јавниот интерес во Охрид и таквиот став го браневме до крај. Бранејќи ги тие ставови ги совладавме манипулациите на локалната и дојдовме до вистината дека заштитно-конзерваторските основи укажуваат на можности за градба, а не на максимализам за истите. Тешките манипулации на локалната, посебно од секторот урбанизам, со можностите кои собствениците ги имаат за да ги остварат своите права и поигрувањето и самоволно давани ветување на штета на градот, конечно се препознаени. Се надеваме дека ова ќе биде сигнал никогаш повеќе вакви манипулации да не се повторуваат во Охрид. Спорните детални урбанистички планови вчера не беа изгласани. Победи разумот и охридската свест. Тука нема победници и поразени во политиката. Плановите, веруваме, ќе се работат одново, но конечно принципиелно и без никакви манипулации. Изразуваме благодарност до сите советници во Советот, но и до сите граѓани кои увидоа вистината и застанаа зад интересот на Охрид и не дозволија неодобрените изманипулираните планови да бидат изгласани. Таквите секогаш ќе бидат добредојдени во битката за зачувување на Охрид. Ги охрабруваме и собствениците на земјиштата дека конечно, после години манипулации, сега добија отворена можност да влезат во вистинска и реална процедура на донесување на реален урбанистички план без нанесување на никаква штета на никому од нив поединачно, ниту пак на Охрид. Сосема легитимно е од нивна страна, ако не им е прифатлив нашиот претходен предлог, но затоа ќе се предложат и други решенија за да се остварат и нивните права и пред се интересот на Охрид. Ние како партија и советничка група стоиме на принципиелниот став дека секогаш како приоритет ќе го имаме јавниот интерес на Охрид, кој е утврден и се води пред се од законските регулативи, од заштитата на централното јадро и почитувањето на обврските преземени од меѓународните конвенции, тоа е статусот на УНЕСКО. И пред се и над се желбата за зачувувањето на нашиот Охрид.